Македонија се споменува во шокантни мејлови на осудениот починат американски милионер и сексуален престапник Џефри Епштајн. Во еден од објавените мејлови се содржани наводи дека човечки мозоци од починати лица од Македонија биле замрзнувани и транспортирани во Соединетите американски држави за научно-истражувачки цели. Во еден од цитираните мејлови се наведува дека процесот бил олеснет од член на факултетот на Универзитетот Колумбија, кој бил по потекло од Македонија. Тој помогнал во организацијата на целата постапка. Ги зеле примероците и мозоците најпрво на Универзитетот во Питсбург, а потоа во 1994 во Колумбија. Досега имаат собрано колекција од околу 1000 човечки мозоци, некои од жртви на самоубиство, други контролни мозоци, уредно складирани во замрзнувачи на минус 112 Фаренхајтови степени. Малата балканска земја Македонија придонесува за најновите мозоци благодарение на член на факултетот на Колумбија кој потекнува оттаму и помогнал во организацијата. Мелот е комбиниран со објави и анализа од Bloomberg, што дополнително укажува на обидот проектот да се прикаже како сериозна научна и за бизнис можност за компанија која би го комерцијализирала потенцијалниот лек. Истражувањето во кое се споменува Македонија е објавено под наслов "Лек стар 50 години, што би можел да ја реши американската криза со самоубиствата" и се однесува на научни истражувања за самоубиствата и употребата на кетамин. Македонските мозоци се замрзнуваат веднаш по нивното отстранување и се транспортираат во сандаци под надзор околу 4700 милји за да завршат во црни кутии со големина на кутии за чевли облежани со QR кодови. Внатре се наоѓаат исечени делови од розевото ткиво во пластични кеси, означени со маркери, десна страна, лева страна, датум на собирање. Овој мејл се најде во повеќе од 3 милиони документи што Американското министерство за правда ги објави на 30 јануари како дел од случајот Епштајн. Мејлот не е директно поврзан со сексуалниот скандал на Епштајн, но е дел од документите извадени од неговите преписки. Иако во пораката не се наведуваат имиња на институции или поединци од Македонија, самото споменување на земјата во ваков контекст отвара сериозни прашања за начинот на прибирање, користење, изнесување на човечки биолошки материјал, како и за етичките и правните аспекти на ваквите истражувања.